Почитувани гледачи, добро утро. Слободен печат денес се јавува од просториите на Народна банка на Република Северна Македонија. Наши ваш гостин, гувернерката на Народна банка, госпоѓа Анита Ангеловска-Бежевска. Добро утро во името на Слободен печат. Добро утро до вас и до гледачите на телевизијата. Ке позборуваме околу девизните резерви, намалувањето на каматните стапки, околу единственото плаќање во евра, меѓутоа и за тоа каков ефект имаше новогодишната потрошувачка кошничка. Она со кое што би започнале во интервјуто е зголемувањето на девизните резерви и како тоа влијае во изминативе месеци и што ова конкретно значи за стабилноста на курсот на денарот, бидејќи многу народски се вели дека вештачки се одржува. Еве, од прво лице од гувернерката еден извештај околу целокупната состојба. Добро, прво би кажала дека и покрај фактот што ние се соочивме со шокови од невидени размери, Народната банка успеа успешно да ја одржи стабилноста на домашната валута. Девизните резерви секако се клучниот фактор за одржување на стабилноста на домашната валута и ме радува што и покрај овие кризни времења, девизните резерви речиси во континуитет растеа минатата година достигнувајќи 5 милиарди евра. Овој пораст на девизните резерви беше всушност и повисок од очекуваниот според последните макроекономски проекции на Народната банка, а доколку овој износ го споредиме со предпандемискиот период, нивото сега е повисоко за 50%, што јасно говори за зголемен потенцијал за одбрана од идни потенцијални шокови. Од каде произлегува порастот на девизните резерви? Во основа, главен фактор за пораст е нето откупот на девизи од страна на Централната банка на девизниот пазар, кој што речиси во континуитет се остварува од средината на 2023 година, така што вкупно за овие две изминати години на девизниот пазар ние како Централна банка откупивме 750 милиони евра, со што во целост се надомести износот кој што беше искористен за интервенции на девизниот пазар во периодот на пандемијата и во периодот на енергетскиот шок. Сето ова јасно говори за воспоставени силни одбранбени механизми од идни потенцијални ризици и шокови, а во насока на тамошно одржување на стабилноста на девизниот курс на домашната валута. Што е со директните странски инвестиции? Колку тие влијаат на девизните резерви? Поволните движења на девизниот пазар се одраз на повеќе видови на финансиски приливи од странство во услови на стабилизирање на глобалното макроекономско окружување. Всушност, овој поволен глобален амбиент придонесе во изминатите години да забележиме поповолни движења кај трговската сметка, значи извозот и увозот на стоки и услуги, поволни трендови кај дознаките, кои што ги праќаат иселениците, но и кај странските директни инвестиции. Оттаму, несумнено, странските директни инвестиции имаат позитивен придонес кон порастот на девизните резерви. Поконкретно гледано низ бројки, во предпандемискиот период, во просек, странските директни инвестиции изнесуваа околу 3,5% од бруто домашниот производ. Факт е дека во текот на пандемијата значајно се намалија до ниво од околу 1,4% од бруто домашниот производ, меѓутоа потоа следеше процес на постепено закрепнување за да минатата година во првите 3 квартали достигнат 5% од бруто домашниот производ, што е навистина солидно ниво според историските параметри. Но исто така би потенцирала дека странските директни инвестиции не само што имаат позитивен придонес за порастот на девизниот потенцијал кај нас во нашата економија, туку тие го потикнуваат и погенерално инвестицијскиот циклус кај нас, а инвестициите во секоја една економија се еден од клучните фактори за побрз раст, забрзување на растот и зголемување на нивото на доходот во економиите, кое што кај нас, за жал, се уште е ниско. Просечното ниво на доход кај нас е околу 40% од европското ниво на доход.
Ги намаливте изминатата година каматните стапки. Овој тренд почнаа да го следат и деловните банки. Каков ефект ова ќе има врз економијата и дали очекувате зголемување на кредитирањето, бидејќи кон крајот на минатата година некако банките имавме печаток, барем ние граѓаните, дека го намалија кредитирањето посебно за граѓаните? Од септември минатата година, како Централна банка, започнавме постепено и внимателно да ја релаксираме монетарната политика во услови на постабилен макроекономски амбиент. Значи, во 3 наврати беше намалена каматната стапка и ова секако влијае и на каматните стапки во банкарскиот систем. Меѓутоа, податоците јасно покажуваат дека намалувањето на каматните стапки во банкарскиот систем започна и пред Централната банка да започне со намалување на каматните стапки, како одраз секако на солидното ниво на ликвидност во банкарскиот систем, но и на генерално постабилните економски движења. Тековно, според, например, последно расположливите податоци, со декември минатата година, каматната стапка на кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,4%, а кај населението слично 4,5%. Доколку овие каматни стапки ги споредиме со Европската Унија, би рекла дека нема голема разлика. Ако во минатото, во просек, кај нас задолжувањето било поскапо за 2 до 3% поени, во споредба со каматните стапки од Европската Унија, сега веќе не е тоа случај. А впрочем, ако ги погледнеме каматните стапки сега, тековно, тие многу и не отстапуваат во однос на каматните стапки во предпандемискиот период. Во однос на тамошната поставеност и делување на монетарната политика, таа во основа ќе зависи од 2 клучни фактори, од инфлацијата, прво, бидејќи таа е основната цел на Централната банка, но и од состојбите на девизниот пазар, бидејќи ние имаме стратегија на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. Во првиот пункт, движењата за сега се во линија на очекувањата, значи остварувањата кај инфлацијата се речиси во целост се поклопуваат, се совпаѓаат со нашите проекции. 3,5 заврши минатата година со стапка на инфлација, а на девизниот пазар состојбите се нешто и подобри од нашите проекции. Исто така го имаме во предвид и однесувањето на Европската Централна банка, која што веќе во 5 наврати изврши намалување на нивната основна каматна стапка. Не можам овде да не ве прашам и за унгарскиот кредит. Многу се зборува за него, доправа се очекува пласманот по деловните банки, што ова ќе значи вкупно за економијата, меѓутоа секако и за граѓаните. Добро, генерално кредитната активност кај нас се остварува со солидна динамика во изминатиот период, например и покрај кризите, во просек кредитната поддршка расте со околу 7% на годишно ниво. А минатата година, впрочем, имаше и позначајно забрзување на кредитната активност, кога достигна околу 12%. Ова заврзување беше особено видливо во корпоративниот сектор, каде што кредитирањето достигна близу до 14%. Нови извори на кредитирање секако ќе значат на тамошен импулс кон економскиот раст, поддршка на приватниот сектор и може да доведе до дополнително забрзување на кредитната активност. Со нашите макроекономски проекции ние секако планиравме дека кредитната поддршка ќе продолжи да биде солидна и на среден рок. За оваа година проектираниот кредитен раст беше 7%, а слична беше и динамиката која што ја очекуваме во натамошниот среднорочен период. Она што е важно да се потенцира кај нас е дека главен извор на финансирање на таа кредитна поддршка се всушност депозитите на граѓаните и на компаниите, кои што во изминатиот период исто така растат со солидна стапка на раст, минатата година, например, околу 12%. Постојано владата спроведува мерки за намалување некакво на инфлацијата.
Имавме новогодишна, кошничка, божикна, еве сега се најавува за Бајрам, па за Великден. Што значи ова за инфлацијата во државава и дали конечно граѓаните ќе можат да здивнат од поскапувањата, бидејќи тие се секојдневни, посебно кај храната? Добро, податоците, последно расположливите податоци упатуваат на тоа дека имаме постабилни инфлацијски движења, значи инфлацијата од двоцифрено ниво, близу до 20%, колку што изнесуваше во 2022 година, сега, минатата година, ја завршивме со просечна инфлација од 3,5%, што, како што спомена, беше во целост со нашите проекции. За оваа година нашите проекции се дека инфлацијата ќе продолжи натаму постепено да се стабилизира. Очекуваме инфлација просечна од околу 2,5%, а во натамошниот период се очекува сведување на ниво блиску до нашето историско ниво од околу 2%. Овие движења секако се одраз на стабилизирањето на цените на примарните пазари на светските берзи, но и позатегнатите финансиски услови во контекст и на променетата поставеност на монетарната политика. Секако овие бројки кои што ги споменувам како проекции се базично сценарио, а остварувањето на овој сценарио ќе зависи од ризиците, дали ќе има материализација на некои ризици, од глобалниот контекст. Гледаме геополитички случувања кои што може значајно да се одразат и на цените на енергенсите и на цените на храната, но и на домашниот контекст кој што исто така може да резултира со одредени ризици. Генерално би рекла дека и покрај тоа што движењата генерално кај инфлацијата се во линија со нашите очекувања, гледаме процес на стабилизирање, сепак ризиците постојат, ризиците не смеат да се потценат и тоа јасно упатува на потреба од водење на здрави макроекономски политики кои што влијаат на побарувачката во економијата, меѓутоа исто така и на соодветни структурни политики со кои што ќе се адресираат структурните слабости во нашата економија, а особено во сегментот на енергијата и храната. Кога сме веќе кај енергијата и храната, ќе можат ли деловните банки да обезбедат солидна кредитна поддршка за сите оние кои што бараат во стопанството? Ако ги погледнеме билансите на банките, всушност капацитетот се согледува преку билансите на банките. Капацитетот на банките всушност е зајакнат во сите и покрај кризниот период со кој што се соочивме, што јасно може да се согледа преку високото ниво на адекватност на капитал, кое што е највисоко во последните 2 декади, а тоа е меѓу другото резултати на мерките кои што ги преземаше Централната банка во овој период. Понатаму ликвидноста се одржува на солидно ниво, а исто така и квалитетот на кредитното портфолио е на соодветно ниво, што јасно може да се демонстрира преку релативно ниското ниво на нефункционални кредити, кои што се одржуваат со стапка некаде околу 3%. Генерално, од овие параметри може да се заклучи дека банкарскиот систем има капацитет да обезбеди и натаму солидна кредитна поддршка и на граѓаните, но и на компаниите, бидејќи кредитниот раст е неопходен за да може да се адресираат и структурните пречки, да се потикнат инвестициите во економијата заради повисок раст. Спомнавте инвестиции. Постојано се зборува за зелена енергија, зелени кредити. Колку овде е битно да се земат вакви зелени кредити и кој има поголем бенефит, граѓаните или стопанството од тие кредити? Статистиката за зелените кредити покажува дека трендот на раст продолжува. Така минатата година, на крајот на третиот квартал, тие беа повисоки за 7% на годишна основа и достигнуваат едно ниво кое што е двојно повисоко во споредба со, например, 2019 година, а со тоа всушност и учеството на зелените кредити во вкупното кредитно портфолио на банкарскиот систем се удвои од 2,2% на 4,4%.
Со оглед на потребите за зелена транзиција, зелена трансформација на нашата економија, ова не е доволно. Потребна е натамошна поддршка и на компаниите, но и на граѓаните, а особено помала би потенцирала е поддршката во сегментот кај граѓаните, на кои што отпаѓа само 5% од вкупните зелени кредити кои што се одобрени од страна на банкарскиот систем. Значи тоа е практично на некој долна граница, некој минимум. Кога сме веќе кај кредитите за граѓаните, цените на стамбениот квадрат, практично сите на некој начин гледаат да си го решат стамбеното прашање. Цените вртоглаво растат, потребата за стамбени кредити расте. Каква е овде ситуацијата? Дали ќе одиме на зголемување од страна на деловните банки? Еве една општа слика кога станува збор за стамбените кредити и кредитирањето во овој сектор. Стамбеното кредитирање се одвива со една солидна динамика. Всушност и минатата година имаше умерено забрзување од околу 10 на 12%, што сметаме дека е солидна поддршка. Секако многу е значајно да се применуваат здрави критериуми при одобрување на ваков вид на кредити, за да на крај нема материализација на ризици кои што би можеле неповолно да се одразат на банкарскиот систем. Критериумите кои што се применуваат од страна на банките би рекла дека се прудентни и тие и во изминатиот период беа зајакнати врз основа на макропрудентните мерки кои што ги презема Централната банка, а сето тоа во функција да се спречи прекумерна задолженост на граѓаните, затоа што мора да се внимава и на тој аспект. Така, меѓутоа, моето прашање беше околу, ако порано, пример, за купување на еден кредит од 100 квадрати беа потребни 150.000 евра, да кажам, сега веќе цените се двојно повисоки. Дали ова ќе се одрази на бројот на кредити кои што се даваат, бидејќи секоја банка има одреден капацитет, одредена сума која што ја планира за стамбени кредити? Како што споменав и претходно, банкарскиот систем има солидна ликвидност и таа ликвидност традиционално се одржува на солидно ниво и од тој аспект гледано во смисла на доволна ликвидност за да се обезбеди соодветна кредитна поддршка во овој сегмент, би рекла дека нема пречка, меѓутоа секако мора да се применуваат здрави, прудентни критериуми при одобрување на кредити за да не се соочат понатаму граѓаните со неможност за отплата на овие кредити. Така, практично и сите проблеми во економијата настануваат како резултат на таа неликвидност во стамбениот при плаќањето на кредитите во стамбениот сектор. Што значи СЕПА? За граѓаните е нешто нејасно. Македонија влегува во единствениот систем за плаќање со евра. Да им објасниме малку пластично еве што практично значи ова за стопанството и за граѓаните конкретно. Да појаснам прво дека ние барањето за членство кон СЕПА го поднесовме во јули минатата година како Народна банка во соработка и со други институции и очекуваме набрзо да добиеме позитивен одговор. Значи формално се уште не сме членка, но очекуваме наскоро да бидеме членка. Прво СЕПА што значи? СЕПА значи единствена европска платежна област. Овој чекор генерално представува историски чекор затоа што за прв пат земји кои што се надвор од Европската Унија, доколку ги исполнат условите се разбира, им се овозможува да пристапат и да го користат европскиот платежен систем. Кои се предностите од пристапот до овој европски платежен систем? Во основа се смета дека овој пристап ќе овозможи поефикасен систем за плаќања, поевтин систем за плаќања и побрз. Ако сега, например, за да се направи прекугранично плаќање во странство, може да биде потребно и до неколку дена, пристапувањето кон СЕПА ќе создаде можност да тоа се извршува и во рокот 1 час, а доколку се користи инстант платежен систем, дури во неколку секунди. Вториот важен сегмент кој што го споменав е цената која што ја плаќаат граѓаните за да ги извршат прекуграничните плаќања. Според студија на Светска банка,
тековно граѓаните, не само кај нас, туку во целиот регион на Западен Балкан плаќаат 6 пати повисоки провизии, трошоци за прекогранични плаќања во однос на граѓаните во Европската Унија. А кај компаниите оваа разлика дури е и поизразена, кај нив дури повисокиот износ се движи и до 10 пати. Постојано зборуваме за финансиска писменост. Народна банка прави постојано едукации на оваа тема. Каква е овде состојбата и што значи практично финансиска писменост за едно општество? Несомнено, финансиската писменост, финансиската едукација е многу значајна како за секој поединец, така и за општеството во целина, а со тоа влие и на доходот кој што сите ние го имаме во општеството. Според официјално мерење на ОЕЦД, нивото на финансиска писменост кај нас е 56% од максималната вредност, што е многу слично со останатите земји во регионот, би рекла Југоисточна Европа, меѓутоа значајно заостанува зад развиените економии, например ОЕЦД економиите. Во овој контекст, Централната банка во изминатиот период започна да става многу поголем фокус на ова прашање, што е видливо и преку изготвувањето и усвојувањето заедно со останатите финансиски регулатори на првата национална стратегија за финансиска писменост и финансиска едукација. Оваа стратегија предвидува голем број на активности и би рекла доминантен дел од тие активности се веќе имплементирани или се во фаза на имплементација. Да споменам неколку, например, Централната банка подготви кодекс за добри практики за финансиска едукација, голем број едукации се подготвуваат, брошури, предавања, презентации за разни возрастни групи на населението кај нас. Исто така подготвивме и предлог закон за финансиски омбудсман. Понатаму се формираше и посебна дирекција која што ќе врши наменска контрола за заштита на корисниците на финансиски услуги, односно колку банките ги почитуваат законите, одредбите кои што треба да гарантираат заштита на корисниците на финансиски услуги. А сега тековно веќе започнуваме и со активности за подготовка на втората национална стратегија за финансиска писменост. Кога сме веќе кај деловните банки, постојано граѓаните се жалат на високи провизии. Има ли тука некаков механизам на Централната банка за контрола и дали веќе некои банки се казнети на некој начин поради постојаното менување на провизиите? Новиот закон за платежни услуги всушност внесе голем број новини и ја зајакна значајно заштитата на граѓаните како корисници на финансиски услуги. Токму затоа и споменав дека ние формиравме и посебна дирекција која што започна со контроли кои што се фокусирани токму на овие аспекти и сите оние ситуации кај што е нотирано нецелосно почитување на законските одредби или постапување спротивно на закон, веќе се изречени санкции. Имаме голем број активности со банките, вклучително и едукативни активности, бидејќи се работи за нова регулатива, се уште постои одредена потреба за дојаснување, но секако приоритет е да обезбедиме доследно почитување на оваа регулатива. Во однос на доместоците, самата регулатива предвидува и нови алатки, например отварање на платежна сметка со основни функции, каде што износот за одржување и за одреден број на трансакции на таа сметка е навистина минимален, околу 30-40 денари. Значи, законот ја нуди таа можност токму во насока на заштита на граѓаните. Ние се трудиме колку можеме да ги испромовираме овие инструменти и алатки кои што им стојат на располагање на граѓаните и може да ги искористат. А за намалувањето, поконкретно за провизиите во сферата на платежните услуги, мислам дека членството во СЕПА ќе биде клучниот фактор кој што ќе овозможи значајно намалување на провизиите од платниот промет. И тука сега клучно е банките да се подготват оперативно за да може да се вклучат во СЕПА системите за да и граѓаните што побрзо ги почувствуваат придобивките, бенефитите од влезот во СЕПА. Европската банка за обнова и развој ја избра Народна банка
за координатор на проектот за поттикнување на финансиска инклузија на бизнисите предводени од жени. Какви придобивки се очекуваат од ова? Ние бевме избрани како национален координатор на овој, би рекла, многу значаен глобален проект, во глобални рамки се одвива овој проект. Ние во тој контекст минатата година подпишавме меморандум за соработка со Европската банка за обнова и развој. Всушност целта на овој проект е поддршка или олеснување на пристапот до финансии на жените предприемачи, што во основа значи поголема поддршка за женското предприемништво, но и погенерално поддршка за поголема вклученост на жените во општеството. Ако се погледне стапката на активност на жените во нашето општество, таа значајно заостанува зад мажите. Стапката на активност е 20% поени пониска, така да ова прашање е многу важно, особено во услови кога ние се соочуваме со недостиг на работна сила. Практично имаме потенцијал кој што не е ставен во функција на општеството. Така да и фокусот на самиот проект е на неколку компоненти. Првата компонента е збогатување на базата на податоци кои што ги продуцира Централната банка за пристапот на жените до финансиите. Понатаму, вториот аспект е да се обидеме да се стимулира на пазарот да се појават финансиски продукти кои што им се потребни на жените предприемачи. И третиот аспект е вложување во на тамошно зголемување на финансиската писменост и финансиската едукација. Гувернерке, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го веб изданието и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам и вам и ми беше големо задоволство.